Кога ја добив поканата од македонскиот одел на ИТИ, за да ја пренесам годинешната порака за светскиот ден на театарот, со што сум исклучително почестена, се сетив на една мисла која ја прочитав некаде, а која вели дека е невозможно за театарот да зборуваш смирено. И мислам дека е тоа највистинитиот одговор на прашањето што е за тебе театарот. Нарочито за некого кој што е со театарот буквално од кога знае за себе, кој што растел и старее со него. Накратко, јас не можам мирно и ладнокрвно да речам, знаете, театарот за мене е тоа и тоа. Не можам затоа што тоа прашање за мене е исто како да ме прашате што е за тебе животот. Дури и повеќе од тоа, како да ме прашате што е за тебе љубовта. Љубов. Тоа е зборот. Ако би барала збор за тоа која ми доаѓа на ум кога мислам на театарот, кога сум во него, на сцената, во публиката, додека ја подготвувам улогата, а чувствата, тие не може да се опишат баш така со зборови. Тука се испреплетени и срцето и душата, и умот и телото. Тука се и потта и солзите, и смејата и лутината, и болката, но и радоста. Тоа е, сигурна сум, она што ми се случува на секој театарски деец, затоа што без тие чувства на секој еден учесник во создавањето и на тамошниот живот на една представа не е можно да се пренесе драмската магија на публиката. Секој од нас кој работи и живее со театарот ја има таа љубов и затоа дел од неа пренесуваме и на публиката. Но да не должам со емоциите. Се разбира дека театарот не постои единствено за да и пренесеме на публиката магија која ја создаваат драмските автори, заедно со режисерите, актерите и сите други театарски творци и работници. Негова задача и мисија е и да го следи животот, да реагира на случувањата на општеството во светот, да укаже на опасностите и девијациите од нормалноста и хуманоста, да ги соопшти пораките кон светот. Човекот има потреба да ги слушне во времиња на кризи. Затоа ќе искористам оваа прилика за една порака по повод денот на театарот, а за која сум сигурна дека ја испраќам во името на сите мои колеги, на сите театарски творци и работници во Република Северна Македонија. Да ги оставиме драмите да се играат на оние штици во костумите, во скенографијата, кореографијата, под рефлекторите на сцената со музиката, со сето она што дочарува театарска магија пред театарската публика. Нека се смее таа публика, нека се замисли и загрижи, па и нека заплаче. Ама ќе заплаче за судбината на Антигона и Офелија, на оние кои ние, актерите и другите театарски дејци, ќе им ги пренесеме од делата на драмските уметници. Да ги отстраниме драмите од нашето секојдневие, од улиците, градовите, селата, каде што поради болните амбиции на некои ликови со моќ и со диктаторски амбиции, терористи, екстремисти и манипулатори со верски и етнички чувства страдаат нечии деца, браќа и сестри, родители, љубени, блиски, соседи, сограѓани, сонародници, луѓе од крв и месо. Драмите, трагедиите не треба да се одвиваат никаде другде освен на театарската сцена. Затоа кажете им на тие што го закрвавуваат светот, секое наше противење се брои и се разбира, повелете в театар.